Откако видоа дека сите земји од Европа се активираа да ја набават вакцината против коронавирус, и властите во Македонија влегоа во трка за вакцината. Министерот за здравство Венко Филипче објасни оти земјава нема да го чека само ковакс механизмот за пристап до вакцините, туку државата веќе побарала директно од производителите AstraZeneca и Pfizer да набави од вакцината. Но дали тие ќе дојдат навреме како што планираат надлежните? Оптимизмот е дека вакцинирањето ќе стартува во првото 3-месечје од следната година. Ја чекаме и дефинитивната потврда дека дополнителна количина ќе може да набавиме директно од компаниите. И третиот механизам е практично механизмот кој што го понудија дел од земјите членки на Европска Унија. Иницијално понуда добивме од Полска, понатаму преку премиерот Мицотакис до нашиот премиер Заев од Грција, и за тоа веќе аплициравме за 800.000 дополнителни дози. Во првата фаза од вакцинацијата приоритет ќе имаат здравствените работници, вработените во критичната инфраструктура и транспортот. Предност ќе имаат и граѓаните над 65 годишна возраст и хронично болните, пред се пациентите со пулмолошки и кардиоваскуларни заболувања. Пациентите позитивни на коронавирус исто така ќе може да ја примат вакцината, но само откако целосно ќе оздрават. Здравствените работници директно изложени во работа во ковид центрите, оние кои што ги третираат или работат со пациенти, микробиолошките лаборатории, оние кои што ги тестираат, и потоа секако хронично болните. Од хронично болните ќе се прави приоритизација во зависност од нивната здравствена состојба. Најчесто се тоа кардиоваскуларните заболувања, респираторните заболувања, малигните заболувања, и секако еден параметар ќе биде возраста ке пациентите, поприоритетни ќе бидат повозрастната група на пациенти. Очекувањата на министерот се дека против коронавирус во земјава ќе се вакцинира над 60% од населението, а постапката вели ќе биде во неколку фази. Вакцината нема да биде задолжителна. Државата ќе плаќа по $10 за секоја поединечна доза од вакцините. За пациентите, вакцинирањето ќе биде бесплатно.